Младите фудбалери на Фудбал Старс од Кочани го докажаа својот талент и квалитет и заслужено се најдоа меѓу најдобрите пионерски екипи во Македонија. На завршниот турнир, така наречен Final Four, што се одигра на стадионот Никола Мантов, а на кој учествуваа најдобрите 4 екипи од регионот, нашите момчиња постигнаа одлични резултати и обезбедија понатамошно учество во надпреварите за освојување на шампионската титула. Екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2004 во полуфиналето ја совлада Слога 1934 од Виница со 3:2, а во финалната средба со ист резултат ја победи и Каменица Саса. Сличен успех имаа и нивните клубски колеги од генерацијата 2005 кои во финалето ја победија Зрновка со 11:1, а младите фудбалери од генерацијата 2006 најпрвин во полуфиналето го победија Младост Тошев од Оризари со 6:2, а потоа и во финалната средба беа подобри од Виничка Слога 1934 совладувајќи ја со 3:0. Генерацијата 2007 на Фудбал Старс исто така во финалниот надпревар славеше победа против Младост Тошев од 4:1. Со тоа сите 4 екипи се стекнаа со право да учествуваат на завршниот турнир во Скопје, на кој за шампионската титула покрај нашиот ќе се борат уште 7 тимови од Македонија. Нашите фудбалери од генерацијата 2008 пак на Final Four во Кочани во финалето доживеа пораз од Брегалница од Белчево со 7:5, пошто завршија на второто место. Освен помладите, успешно коло имаа и постарите екипи на Фудбал Старс, кои се надпреваруваат во јуниорската лига. Помладите петлиња од генерацијата 2003, кои играат во југоисточниот регион, гостуваа во Радовиш против Плачковица и победија со 5:1. Помладите пионери од генерацијата 2001 пак на домашен терен се сретнаа со Премиер од Крива Паланка и победија со 5:0, додека пионерите од генерацијата 2000 против своите кривопаланечки врсници славеа победа од 1:0. В недела во рамки на јуниорската лига ќе се игра последното коло, при што нашите помлади пионери ќе гостуваат во Ѓорче Петров, каде против тимот на Нью Старс ќе играат одлучувачки надпревар за освојување на шампионската титула. Фудбал Старс има предност од 2 гола, со оглед што во есенскиот дел од првенството на домашен терен победи со 3:1. Во последното коло во пионерска конкуренција, исто така нашиот тим ќе гостува во Ѓорче Петров, каде ќе се сретне со Нью Старс.